Наскоро се очекуваат конкурси за распределба на социјалните станови. Во регионот шанса за дом ќе имаат 132 ранливи семејства, колку што во моментов во тек или во завршна фаза на градба има станови, истакна министерот Благој Бочварски. Секако приоритет на владата е да тие станови и стамбени единици добијат своји станари, да помогнеме на граѓани, на луѓе кои што им е потребен кров над глава и секако дека во наредниот период ќе биде распишен и повикот за да граѓаните може да аплицираат и ги повикувам граѓаните веднаш кога ќе биде распишан повикот, да го следат повикот и да аплицираат во што е можно поголем број со цел да имаме голем број на граѓани кои што ќе бараат вакви стамбени единици и да можеме да ги распределиме становите. Овој пат распределбата на становите ќе се врши без влијание на човечки фактор. Објективноста ќе ја гарантира посебен компјутерски софтвер со чија помош ќе се врши рангирањето. Министерството за транспорт и врски направи нов софтвер кој што заедно со стручните лица во министерството веќе го става во функција и веднаш после тоа ќе бидат распишени повиците за распределбата на социјалните станови, заради тоа што според уредбата која што имаме, распределбата да се врши по електронски пат преку таков тип на софтвер. Први на листата за распределба се по 48 станови во Свети Николи и Пробиштип и 36 во Виница. Овде изградбата е во завршна фаза и со распределбата за прв пат во овие општини, на овој начин ќе се решава стамбеното прашање на лицата во социјален ризик. Досега на ниво на регион, државата има изградено 234 социјални станови во Штип, Кочани, Берово и Македонска Каменица. Во најава е изградба уште на 109 социјални станови во Штип, Кочани и Пехчево.